Добро вечер во 360 степени на МРТ1. Вечерва за соговорник ја имаме Фани Карамфилова-Пановска, заменик председателка на СДСМ. Денеска се навршуваат точно 3 месеци откако Конгресот ја избра Карамфилова-Пановска на оваа функција, која во хиерархијата е под лидерот, кој се бира на непосредни внатрепартиски избори, а над подпредседателите кои ги избира Централниот одбор. Карамфилова-Пановска, добре дојдовте во 360 степени. Добро вечер. И точно ја објасни вашата позиција? Да, сосема точно. Ќе почнеме со она што е актуелно на глобалната сцена. Очигледно е дека со враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа се случуваат тектонски промени и очигледни се разликите меѓу новата американска администрација и Европа за тоа како да се стигне до мир во Украина, но и за поимањето на некои демократски вредности, барем таков е впечатокот. Сега тоа помалку или повеќе веројатно ја тангира и земјава. Што мислите вие во СДСМ за сите овие случувања? Апсолутно се согласувам со сите ваши констатации. Видете, Република Северна Македонија има стратешки партнери и во Соединетите Американски држави и во Европската Унија и од секогаш било тоа така, од независноста па до ден денес. Со Соединетите Американски држави баш во мандатот на председателот Доналд Трамп, кој што е сега легално и легитимно по втор пат избран председател на Соединетите Американски држави, Македонија го потпиша Преспанскиот договор. Стана членка на НАТО. Потоа и тоа во време на владата на Социјалдемократскиот сојуз. А владата на Социјалдемократскиот сојуз го потпиша стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, кое што меѓу другите работи отвара и можност да го искористиме ова наше стратешко партнерство со САД за одблокирање во случајов на нашиот евроинтеграцијски процес. Од друга страна, Македонија е држава со отворен процес на преговори. Преговорите и поглавјата не се отворени, не се де факто отпочнати, меѓутоа процесот на преговори е отворен. Република Северна Македонија има целосно усогласена политика со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. И апсолутно сметаме дека во овој момент, во овој деликатен момент за целиот свет, не е воопшто паметно да се зазема ни една страна. Напротив, ние мора да работиме на тоа да Соединетите Американски држави и Европската Унија колку може поскоро да ги повторно да ги усогласат или да додржат на идентичните ставови кога станува збор за безбедносната политика во светот и глобално, затоа што само така ќе помогнеме на нашата држава. Никому не му оди во прилог, нам, како држава која што е мала и лоцирана централно во Балканот, најмалку ни оди во прилог во оваа ситуација да одбираме било каква страна. Кога сме околу фактографијата, можеби некој ќе забележува, велите, во времето на СДСМ се потпише стратешкото партнерство. Декларацијата за стратешко партнерство меѓу САД и во тоа време Македонија беше потпишана од Антонио Милошовски и Кондолиза Рајс во 2008 година. Во вашиот мандат отпочна стратешкиот диалог помеѓу двете држави за да правиме. Се согласам да бидеме прецизни. За да бидеме прецизни. Поентата ми беше дека апсолутно е сега неблагодарно на било која основа ВМРО ДПМН да го обвинува Социјалдемократскиот сојуз за промена на прозападниот курс и за било какво некакво дистанцирање од нашите стратешки партнери во случајов од Соединетите Американски држави. Затоа што токму ВМРО ДПМН и за време на потпишувањето на Преспанскиот договор и за време на зачленувањето на Република Северна Македонија во НАТО, беа тие кои што беа најгласни, се противеа и на Преспанскиот договор, се противеа и на членството во НАТО, бевме прогласувани сите оние кои што бевме за таа опција како предавници на оваа држава и така натаму, така што Социјалдемократскиот сојуз покажал и докажал дека во Соединетите Американски држави гледа свој стратешки партнер. Ние во моментов не гледаме ни еден официјален представник на Соединетите Американски држави кој што гласно и официјално кажува било каква промена на политиките на САД во однос на регионот и на Македонија. Се надеваме дека тоа и така ќе остане. Премиерот Христијан Мицковски, кој што туку се врати од нова посета на САД во својата последна
изјава вели дека ова е новото нормално што доаѓа од Вашингтон и што ќе го преплави светот. Ќе дозволите уште реченица две да цитирам од таа изјава на премиерот. Сега ние сме први што го запоседнуваат теренот. Тоа е мојот начин на работа, вели премиерот. Нема втора шанса за прв печаток. Запоседни го теренот, па после кој да дојде веќе е втор, трет, се реди позади тебе. Ние мора да го запоседнеме теренот и да се пронајдеме во тоа некое ново нормално, вели премиерот. Како ја разбирате оваа изјава? Па искрено да ви кажам, апсолутно ми е нејасен премиерот што сака да каже. Кој тоа терен? Тој го запоседнува. Дали е тоа терен што го запоседнува во име на државата, кој е така, кои се државните ставови по однос на запоседнување на теренот? Што значи тоа се редиме први во редот? Па сака да каже веројатно затоа што од Европа немаше многу представници на таа конференција на која што беше тој присутен. Апсолутно да, поздравуваме тоа што нашиот премиер учествува на различни партиски конференции и настани во Вашингтон во изминативе 3 месеци, ако не се лажам, 3 пати сме биле во владата, премиерот Мицковски како премиер бил во Вашингтон. Прашањето што се отвара е со кого тој таму се сретна на државно ниво. Еве сега кои се резултатите? Се виде со заменик помошник од државен секретар на САД, видовте со господинот Касанов, се виде. Кои се резултатите од тие средби? Кој е бенефитот за граѓаните и за државата од тие средби, а во контекст на помошта што најмногу ни треба во моментот од САД, а тоа е за одблокирање на евроинтеграцијскиот процес. Дали нешто се разговара на тема да Соединетите американски држави ни помогнат во диалогот со Софија? Тоа што сакам да кажам е дека апсолутно граѓаните и државата треба и мора да добијат информации кои се тие официјални средби кои што премиерот Христијан Мицковски ги имаше во Вашингтон, што на нив се разговараше, која е таа поддршка и помош што можеме да ја добиеме од Соединетите американски држави и апсолутно се она што оди на линија на поддршка и помош на развојот, напредокот, интеграцијата на Република Северна Македонија во тој контекст, Социјалдемократскиот сојуз нема што друго освен да го поздрави и да го поддржи. Ќе кажам, се сретна со господинот Касанов, кој што е нивото во Стејт департментот одговорно за регионот на Западен Балкан и реални да бидеме уште едно ниво над тоа, помошник државен секретар, тоа е екипата која што ако не на дневно, тогаш со некаква динамика се занимава со состојбите во регионот. Да, таа екипа беше дел од составот на Стејт департментот и во претходната администрација. Господинот Касанов беше таму и претходно. Видете, сметам дека и сметаме сите како граѓани, ако се прават напори, така е тоа пренесено, дека овие напори и посети кои што се финансирани со државни пари во Вашингтон и во САД се прават за да се помести државата од мртвата точка, нашето прашање е што оттаму назад премиерот Мицковски донесе за граѓаните и за државата. Дали е фер да се каже дека сепак е рано? И дека можеби треба да се остави малку време за да се види дали ќе има некаков ефект од тие контакти. Јас апсолутно се согласувам дека ние треба да дадеме време, но ако веќе 3 пати поред одите во Вашингтон и тоа го представувате дека вие сте први во редот кој што го запоседнал теренот, тие се должни да им објаснат на граѓаните зашто тоа е запоседнат теренот и зашто тоа ние сме се построиле први во редот. А САД беа, точно го избирам зборот, беа важен фактор на стабилност и поттик на демократски развој во регионот и во земјава. Ако тој простор сега остане празен, а има назнаки дека може да биде така, тогаш кој ќе го пополнува тој простор? Видете, Република Северна Македонија географски, културолошки, образовно, историски, тоа треба да ни биде на сите јасно, е дел од Европа и од европскиот континент. Европа и европскиот континент е граден на основите на просветителството. Европската унија е градена на темелите и на борбата на антифашизмот. Европската унија е темелена и градена на принципите на демократијата, на човековите права, на слободите, на различностите и така натаму. И мислам дека Република Северна Македонија исто така,
апсолутно темелите на нашата држава се базираат на овие вредности што ги споменав претходно. И во тој контекст ќе видиме како геополитички светот, динамиката е премногу голема, работите се менуваат од час во час, не знаеме кои ќе бидат новите контури, ако воопшто има нови контури, но она што за Социјалдемократскиот сојуз како државотворна партија е важно и она што како вредносен темел на нашата партија е важно, дека Република Северна Македонија и граѓаните апсолутно се залагаат и нема да отстапат ниту од демократијата, ниту од слободите, ниту од антифашистичката борба, ниту од почитувањето на различностите и се што тоа подразбира. Нам ќе ни беше многу поедноставно како држава, ми се чини во моментов, доколку ние ги имавме, доколку преговорите беа во тек, доколку ги имавме отворено поглавјата. Ке имавме за некои прашања кои ще се битни за нашиот дома, животен стандард, кој што од ден во ден се повеќе се влошува, и животот на граѓаните, квалитетот на животот на граѓаните генерално, кога станува збори за образованието и за здравство и така натаму, ќе имавме една котва, ќе имавме една перспектива, ќе имавме една поддршка, ќе имавме една рамка во која што многу поедноставно ќе се движевме. Сега малку како да сме... Ќе разговараме на таа тема малку подоцна. Дали нешто поправа вчерашниот исход од изборите во Германија? За овој контекст за кој што зборуваме. Сега потенцијалниот нов канцелар, лидерот на ЦДУ Фридрих Мерц во првите изјави по изборите зборува за потребата од постигнување независност на Европа од САД, вели чекор по чекор, веројатно пред се мислејќи во безбедносна смисла. Сега, дали е тоа тактички малку и тој да покаже сила пред преземањето на должноста, ќе видиме, но факт е дека неговата прва изјава е така. Од друга страна, пак го видовме Трамп честита победа на ЦДУ, како вели победи конзервативна партија, што исто така сега чудно, бидејќи до вчера Илон Маск, да речеме, отворено пропагираше за АФД, за крајно десничарската партија. ЦДУ не е таа партија. ЦДУ е десница, така да, е демохристијанска партија, тоа е неспорно, но е проевропска и проевропските вредности. Така е. Мислам дека ова што се случува на геополитички план и некакви наговестувања кои што од ден во ден и сами сега кажувате се менуваат и ги се менуваат изјавите и од официјалните представници, согласно тоа како конвенира дадена ситуација, мислам дека победата на ЦДУ во Германија и нивните ставови предходно, кои што потоа нели ретарираа па ги променјали, мислам дека сега стојат цврсто на ставот дека еден вид санитарен кордон ќе се направи према АФД и најавите се дека коалиционата влада ќе биде составена од СПД и од Зелените. Ќе видиме како ќе се одвиваат тие разговори и преговори. Или но само СПД, да. Да, но мислам дека ова што се случува моментално е импулс дополнителен кон Европската Унија како таква, да малку повеќе поведе сметка за ефикасноста на носењето на сопствените одлуки, на ефикасноста на креирањето и брзината на креирањето на нивна посебна безбедносна сила, не сакам да кажам војска, да Европа, односно Европската Унија, инвестира во тоа што ќе ја направи нејза поконкурентна и во однос на, или поатрактивна за партнерство во однос на Соединетите Американски држави, па и во однос на Кина и така натаму. Да, веројатно е уште рано. Треба многу е рано за да било да видиме какви анализи да правиме, како ќе легнат работи. Сега, колку сепак овој развој на настаните дополнително ја отежнува и онака комплицираната состојба на СДСМ на домашната политичка сцена. Гледаме една влада која што отворено сака да развива добри односи со администрацијата во Вашингтон. Ние тоа го поздравуваме.
тоа нам ни оди од полза. Ако навистина владата на премиерот Мицковски успее да обезбеди такво партнерство и поддршка од Соединетите Американски држави, да тоа ни биде помош во ова втората стратешка траса или паралелна стратешка траса со Европската Унија, апсолутно немаме проблем на тој план. Проблемот е во тоа што ние не знаеме после сите овие посети што практично имаме како бенефит за граѓаните, за државата. Тоа што го гледаме е на домашен терен. Не гледаме концепт, не гледаме план и стратегија за излез од ова секојдневие во кое што граѓаните се повеќе и повеќе запаѓаат. И не гледаме план, политика и концепт. Едно е како сега на меѓународен план ќе се позиционираме, што мислам дека час поскоро треба да видиме што тука мисли да прави ВМРО, ДПМН, Мицковски и коалицијата заедно со Влен на планот на почетокот, интензивирањето на преговорите за ЕУ, затоа што ситуацијата, како што гледаме, се повеќе се комплицира ситуацијата и во регионот, а тоа е неопходно и многу важно затоа што ние не успеваме со години наназад. ВМРО ДПМН сега мислам дека најкатастрофалните економски мерки и политики, ако воопшто ги направи, за да направи нешто по зголемување или одржување на животниот стандард на граѓаните. Еден од наративите на кои што се базира новата администрација во Вашингтон, па и поддржувачите на глобално ниво е антисорос наративот. За вас знаеме дека сте долгогодишна вработена во Фондацијата Институт Отворено општество Македонија, така мислам. Фондација Отворено општество Македонија, да. Аха, бевме добро. институт беше фондацијата едно време институт, ама последните колоквијално познат како Фондација Сорос. Сега, колку тој багаж ви тежи сега? Јас мислам дека е тоа само предност. Тоа не гледам зашто би ми било тежина. Тоа што се озлогласи името на Сорос фондацијата беше благодарение на разноразни пропагандни војни што се биеат тука, се биеат и преку океанот. Вредностите зад кои што и филозофијата на отвореното општество се оние вредности кои што единствено може да носат напредок на оваа држава. Тоа е почитување на правата на сите, демократија, слобода на говор, економски напредок, соработка, диалог и така натаму. Но Сорос не гледам што од тие вредности и што од тие политики е проблематично за нешто што е Република Северна Македонија. Сорос не е збор што отвора врата во Вашингтон, да речем. Сега не отвора врата. Не, јас апсолутно од тоа мое сериозно 25 годишно минато ниту бегам, ниту имам намера да бегам, апсолутно го сметам за предност. Јас не сум инаку во фондацијата веќе повеќе од 2 години. Така што сега имам нова функција, заменик претседател на Социјалдемократскиот сојуз, и апсолутно со сиот тој габарит, со сето тоа знаење, со сето тоа поимање на нештата што сум го добила во животот благодарение на отвореното општество, мислам дека може да биде предност, само предност и за Социјалдемократскиот сојуз. Ако мислењето на Америка е важно и во нашите внатрешни односи, ако утре дојде падни стани ситуација, дали тоа што Фани Карамфилова-Пановска е екс-Сорос вработена може да биде хендикеп за СДСМ во целина? Не мислам дека е така, затоа што настапувам од позиција на заменик претседател, пак ќе речем на Социјалдемократска партија, која што во релациите, од државничка условно кажано, јавна функција, за кој што и Соединетите Американски држави, и нивната историја, и нивната демократија, апсолутно имаат разбирање, зборувам сега генерално. Кога сме веќе тука да ве прашам, зошто сте вие во политика сега? Зошто влеговте во политика? Што е вашето политичко верују? Па моето политичко верују е тоа дека оваа држава, мојат верују и мојата одговорност визави тоа мое верују, дека Македонија треба да ја направиме пристојно место за живење. Дека имаме одговорност, оваа наша генерација има одговорност со сето свое знаење и умење да даде максимум од себе, да се нафати и на условно кажано некогаш не многу популарни
функции и задачи, ако мисли дека на тој начин може да направи промени, да направи разлика. Моето верување е тоа дека Република Северна Македонија треба да биде едно пристојно место во кое што сите млади луѓе кои што секојдневно се повеќе ни одат од државата и тие што веќе заминаа, па и оние повозрасните, ќе посакаат и ќе имаат зошто да се вратат за да ја направиме држава како што заслужува и можеме. Да, левицата е во криза на глобално ниво, не само поради поразот во САД, еве вчера СПД релативно лошо помина на изборите во Германија, трета партија се според бројот на добиени гласови и освоени мандати. Што мислите, зошто левицата толку лошо поминува, еве во клучните држави во светот и можеби најважните стратешки партнери за земјава? Видете, Некои сметаат дека многу внимание им било дадено на родовите политики, на истакнувањето на правата на трансродовите лица. Што мислите вие за тоа? Оваа дебата е многу комплексна. Може да направиме 4 емисии на оваа тема. Тоа што е реалност и што треба да го прифатиме е дека социјалдемократската опција, левите опции се навистина во една криза глобално, која што не е од вчера и која што и чии причини не се започнати така неодамна. Апсолутно мислам дека левите, дека не, причината не се само овие прашања, апсолутно, кои што ги споменавте. Мислам дека причините за кризата во која што се доведе либералната демократија, либералната мисла, либералните партии политички, неолиберализмот како концепт, лежат во економскиот и во социјалниот момент и во начинот на кој што не се третира проблемите кои што се случува изминатите 20-30 години и во Соединетите Американски држави, во Европа и глобално, каде што апсолутно имаме едно преголемо раслојување меѓу граѓаните, имаме една неправедна редистрибуција на богатството, имаме голем јаз помеѓу оние малкумина, многу богати и остатокот кој што се многу сиромашни. А социјалдемократијата се базира на нешто сосема спротивно од тоа. И во моментов, да, тие кои што практично се природни сојузници на левите, на социјалдемократските опции, работничката класа, средната класа и така натаму, се практично ставени на маргините на општеството и немаат ниту време, ниту енергија да се занимаваат со и апсолутно сакаат, им треба заради пристоен живот, им требаат повеќе финансии и ресурси до кои што не успеваат така да лесно да дојдат, ги гледаат неправдите и така натаму. И сега јас проблемот го гледам тука, проблемот е економски и социјален и во тоа како и десните и левите политички партии во светот се занимава или ги третира причините, да, и проблемите во овој. Не во родовите прашања. Апсолутно не мислам дека родовите прашања се прашања заради кои што се клучни, заради кои што левата опција е во криза. Или дека заради тоа, не знам, левичарските опции треба да се откажат од еден клучен вредносен дел. Мислам дека имаме многу посериозни проблеми како општество во економски и во социјална смисла со кои што треба да се занимаваме за да можеме да очекуваме дека не само некои кругови кои што, нели, тоа го разбираат, читаат филозофијата, разбирањето по имањата и правата, ќе се занимаваат со тоа, туку дека ќе се занимаваме малку повеќе како мнозинство со сите тие прашања. Дали ќе се согласите со оценката, па дури и на ваши поддржувачи, дека сте млака опозиција? Јас не би рекла дека сме млака опозиција. Видите, Социјалдемократскиот сојуз по изборите во мај 2024 година и по оставките на раководните позиции на тогашното председателство на Социјалдемократскиот сојуз и изборот на новиот лидер, практично партијата се наоѓаше во една ситуација која што не знам дали некогаш претходно
ја била како таква во смисла на поддршката меѓу членството, на солидарноста меѓу членството, на посветеноста на тоа што се иде и така натаму, една комплетна разочараност, љутина, суетност, така натаму, сето тоа многу оправдано и со многу легитимни причини. Во овие 8 месеци, ако не се лажам, од тогаш до сега, јас, особено овие 3, за кои што јас можам изворно и директно да зборувам, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз прави чекори и исчекори кои што може би не се така очигледни во јавноста, на кои што ќе се покажат и ќе дадат на тема резултат. млака опозиција, некои... Ова го говорам во контекст на тоа дека Социјалдемократскиот сојуз, опоравувајќи се од поразот, консолидирајќи ги своите редови, воспоставувајќи ново раководство, етаблирајќи ги општинските раководства, воспоставувајќи механизми на комуникација и така натаму, таа мобилизација, тој систем кој што го ревоспоставуваме практично, кој што го немаше, беше случаен бидејќи почнувавме од нула, тој функционира за да дава резултати кои што ќе бидат така видливи како што сите очекуваат и како што треба. Мислам дека тоа ќе се случи наскоро, но на тема млака опозиција, некои теории на заговор дури ода до таму дека како да имало договор меѓу Филипче и Мицкоски, дека ова многу свесно е, вака се контролирано. Веројатно поддржувачите ваши очекуваат многу поактивна, подинамична СДСМ. Апсолутно, видете, Социјалдемократскиот сојуз, не сакам да кажам ова ново него раководството сегашно на Социјалдемократскиот сојуз, кое што е воспоставено и сами кажавте, измина практично лидерот беше избран во јуни, а ние сите другите сме избрани од пред 3 месеци, после еден таков пораз, нереално е, ми се чини, да се очекува да ние бидеме не знам како силно артикулирани. Паралелно на тоа, оваа влада исто така ги тераше првите своји 5-6, сега еве 8 месеци од владењето. Во последниве месец-два јас не би рекла дека Социјалдемократскиот сојуз е млака опозиција. Ние излегуваме со апсолутно реакции на сите оние погрешни политики кои што ВМРО ДПМН секојдневно ги демонстрира. Со упадите во судството, со упадите во независните тела, со несправувањето со животниот стандард и со скапотијата, со тоа што комплетно во ризик се доведуваат безбедносните служби, со тоа дека еве цело време потсетуваме целата таа ваша активност се уште не се рефлектира во анкетите, да речеме. Зошто е тоа така? Па јас мислам дека некои последни анкети поинаку би говореле, но за тоа ќе зборуваме тогаш кога ќе може да излеземе со некои цифри официјално. Мислам дека сигурно, срамежливо, но сигурно дека има поместување. Добро, зошто има само еден кандидат на внатрепартиските избори за лидер на СДСМ? Треба да се одржат на 16 март, така? Така е. Конкурсот беше отворен за сите, веројатно само еден кандидат. Вчера чув интересна теза која вели дека тоа што има само еден кандидат значи дека борбата за тоа кој ќе биде лидер во СДСМ може би завршила уште при првиот избор на Филипче, вие рековте јуни 2024 година, и дека сега ова ќе биде само потврда на тој мандат, или дека превирањата внатре допрва ќе почнат, можеби по локалните избори на кои што СДСМ веројатно нема сјајно да помине. Видете, за тоа што ќе биде, се хипотетички да разговараме, на вистина не знам. Тоа што јас сакам да го порачам овде од таа позиција на заменик председателка на Социјалдемократскиот сојуз е дека ние работиме секојдневно, работиме многу интензивно, работиме многу посветено, работиме систематично и структурирано за тоа да се справуваме со секојдневните предизвици, но и да ги изработиме нашите програмски документи, да се подготвиме за програмата и кандидатите за локалните избори и работиме многу близко, многу интензивно со нашето членство, со општинските организации, во мобилизација и сензитивизација
на граѓаните и на симпатизерите пошироко. Што ќе биде во еден успех за процес вас на локалните избори? Секој резултат кој што ќе биде подобар во апсолутни цифри од претходните е апсолутно успех за социјалдемократски. Предходните Зборувам парламентарни избори во апсолутен износ. На листите на советници би ги броеле? Само таму може да ги броиме во апсолутен број гласовите, да. Можно ли е да не освоите ни едно градоначалничко место? Видете сега теоретски, јас искрено не верувам и не мислам дека тоа ќе биде случај, но да оставиме да видиме, јас велам. Бидејќи ние системот да е работиме и да немилосрден, мнозински е, нели, во изборот на градоначалници, и еден глас помалку, значи, повеќе се извинувам, значи победа. Знаете како, да, така е тоа во вториот круг. Мислам дека граѓаните тоа и го докажале. Ако излезете со кандидати кои што нешто значат и тежат во локалната заедница, кои што во смисла на нивна компетенција, на нивен интегритет, работливост и така натаму, и ако излезете со програма која што ги отсликува и одговара на приоритетите и потребите на граѓаните, дека граѓаните тоа знаат да го ценат кога станува збор за локалните избори. Ке работиме во тој контекст да имаме добра програмска и кадровска понуда која што ќе мобилизира максимален број на поддржувачи. Тој ќе биде резултатот, ќе видиме. Тоа што ќе биде интересно е да видиме прво во Скопје со каква понуда ќе настапите, да речем. Потоа може би интересно да се види дали кој од актуелните градоначалници, каде што имате, нели, ваши упоришта сега на локално ниво, ќе добие нова шанса. Не знам, имате Крива Паланка, имате Струмица, го имате Центар, и така натаму. Така што за Скопје до каде стигнавте? Градот Скопје е посебна приказна или тема која што ќе ја третираме посебно и поинаку, зборувам во програмскиот и кадровскиот настап, заради тоа што градот Скопје со градоначалничката на ВМРО ДПМН, од кои што они упорно сакаат да се одлепат, и со политиките успешно го прават тоа. Па јас не знам зошто тоа го прават успешно, кога Данила Арсовска беше нивен кандидат, со нивна поддршка дојде на градоначалничкото место, обструкциите на советниците на ВМРО ДПМН во советот ја блокираа дополнително работата, суетноста помеѓу централната и локалната власт не доведе нас како скопјани во една ситуација во која што градот е препон со смет, градот во кој што јавниот превоз е се само не достоинствено и хумано место да се најдат граѓаните. Градот е загаден повеќе од било кога во претходните години, јас би рекла, затоа што нема контрола на тие клучни загадувачи. Градот не функционира, градот културно замира, градот нема никаква програма која што ја нуди за собствените граѓани и така натаму. Ама рейтингот на ВМРО е пак поголем во градот Скопје отколку на СДСМ, и тоа многукратно поголем. И сега, апсолутно на оваа приказна и на ова цунами што е предизвикано во изминативе 3,5 години од ВМРО ДПМН за градот Скопје, Социјалдемократскиот сојуз ќе работи сериозно на програмски решенија кои што ќе го вратат, ќе понудат решенија за да се обезбеди модерен јавен превоз, чист град, град кој што нуди културни спортски содржини на своите граѓани и така натаму, но пред се да се обидеме да го вратиме сејот на градот Скопје како град на солидарноста. Персоналното решение го знаете? Немаме се уште, ниту за градот Скопје, ниту за другите општини конкретни персонални решенија кои што можам јас да ги издвојам. Оно што можам да ви го кажам во оваа прилика е дека за сите наши кандидати за градоначалници ќе водиме сериозни јавни истражувања на јавното мислење и анкети кои што ќе ги рангираат тие и ќе ги ни покажат кои се оние што се најдобрите во средината, ќе ги избереме тие кандидати за градоначалници за кои што ќе успееме да постигнеме највисок консензус меѓу членството и симпатизерите, да го завршите? А сме апсолутно отворени во овој контекст да поканиме и да се одлучиме и за кандидати кои што не
пред се доаѓаат од партијата, значи и за некои од независните. Овој процес би требало да заврши некаде до средината на април, така што сметаме дека крајот на април, почетокот на мај би имале најголем дел од имињата. Кај ВМРО ДПМН веќе се очигледни и тие водат внатрепартиска битка секојдневно се. Да. Се на терен се надпреваруваат за тоа кој да биде кандидатот на партијата на изборите, веројатно предпоставувајќи дека тој ќе има и најголеми шанси да победи на следните локални избори. Но во Скопје ќе биде важно, да речеме, дали тој кандидат ќе добие поддршката на етничките албанци, да речеме. Го слушам лидерот Филипче како отфрла секаква можност за соработка со ДУИ. Од друга страна, ВМРО ДПМН и ВЛЕН промовираат отворено соработка за локалните избори. Тоа нели ви ги намалува шансите? Не мислам дека лидерот Филипче целосно ги отврла и децидно и мислам дека тоа сосема погрешно. Мислам дека има такви изјави. Нашиот став и нашите изјави визави коалицирањето во очи на локалните избори е таков дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ги гради коалициите на локално ниво, зависно општина до општина. И дека таму каде што програмски, вредносно, резонски ќе се најдеме со било која од политичките партии, зависно од контекстот во локалната самоуправа, сите опции се возможни и се на маса. Ама тоа за поизбори зборувате или? Јас ве прашувам за предизбори, за да стигнете до победа некаде, нужни се тие партнерства. Значи, апсолутно зборуваме дека за коалициите, поврзани со изборите и предизборни, подизборни, ќе решаваме од општина до општина и за тоа јавноста ќе има дополнително сега да не ве слушаме што зборувате за ДУИ, за искуството со нив од претходната влада, за обидот да се дистанцирате од сето тоа. Видете, ние како контрадикција да има. Нема апсолутно контрадикција никаква. Нашето дистанцирање од ДУИ е затоа што ги научивме лекциите и грешките што ги направи Социјалдемократскиот сојуз и тоа што се рефлектираше на самата коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Од страна на ДУИ кажуваме дека се дистанцираме од тие политики и таквиот начин на водење на политиките заедно со ДУИ. При тоа кажуваме дека како со ДУИ, така и со останатите политички актери во контекст на локалните избори, Социјалдемократскиот сојуз ќе ги гради коалициите во соодветните општини од општина, зависно од општина до општина контекстот таму. Каква е улогата? Не би ставала акцент само на ДУИ во контекст на локалните избори. Каква е улогата и влијанието на Зоран Заев сега во СДСМ? Има една очигледна врска меѓу Заев и Филипче, таа е неспорна веројатно. Пријателските, другарските врски се, стално кажувам, немам намера да ја коментирам. Оно што јас можам да го кажам како заменик председател на Социјалдемократскиот сојуз, дека сите председатели... Таа е во партијата воспоставена врска. Јас еве таму сум заменик председател на Социјалдемократскиот сојуз, ги носиме сите одлуки здружно секојдневно. Јас такво влијание апсолутно не гледам, ниту ми се случува на дневна основа. Но оно што сакам да го кажам е дека сите председатели на Социјалдемократскиот сојуз и господинот Црвенковски, и господинот Заев, и Шекеринска, и Ковачевски, и Бучковски, сите тие се вложиле за партијата во еден период. И најчесто и во тешки периоди. Се вградила и носеле одлуки. И мислам дека јас лично сите подеднакво ги почитувам и нивните ставови и мислам дека тоа е тоа зад кое што треба да стоиме сите и како раководство и како членство. А во денешното раководство на Социјалдемократскиот сојуз вие може да ги видите, нели? Лидерот, заменик, председателката, подпредседателките, подпредседател и така натаму организацијските секретари, тие се најтесниот круг што ги носат одлуките на часовна основа, да кажам, за одредени прашања, заедно со членовите на извршниот одбор. Разговараме отворено, разговараме секој, нели, од своите позиции и резони, и јас во таа дискусија на таа маса не гледам никој од претходните. Не ја спомнавте пратеничката група.
Таа е еден исторен сегмент од партијата еден во клучен исторен сегмент од партијата во парламент. Сега какви се односите меѓу новото раководство и пратеничката група во која се главно поранешни владени функционери кои што не се дел од раководството? Релациите се одлични, релациите се на секојдневна основа, релациите се со сериозно ниво на почитување на улогите на секој од нас поединечно и на придонесот. Во овој процес ние секојдневно се координираме за одредени прашања кои што се појавуваат во собранието или за одредени партиски ставови кои што е битно да бидат пренесени во собранието, така што ќе ќе кажам дека некои ставови на претседателството да не се преточат потоа во гласови или политики на ниво на собрание. Знаете како, Социјалдемократскиот сојуз е демократска партија. Во Социјалдемократскиот сојуз, за добро или за лошо, сите ние имаме многу цврсти ставови по одредени прашања. И не може секогаш ставот на поединецот, не може сите ставови на сите нас како поединци индивидуи да преовладаат. За одредени работи мора да се прават компромиси и консензуси. Така што демократијата не е ниту лесна работа, ниту ефтина работа. Може би сега е логично да ве прашам за некои теми поврзани со работата на собранието. Тоа се, да речем, отворената процедура за разрешување на државниот јавен обвинител, интерпелацијата за 5 членови на судскиот совет, но пред нив за предлог составот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во еден дел од професионалната фела се крена врева. И кај дел од меѓународната заедница имаше реакции, делегацијата на ЕУ, амбасадата на Германија реагира за предлог составот, утврден на ниво на Собраниска комисија за избори и именувања. Тој е веќе ставен на дневен ред на пленарна собраниска седница. Таа седница стигна токму до таа точка, не се гласаше, веројатно ќе се бира точниот момент кога тоа ќе се случи, бидејќи е потребно двотретинско мнозинство плюс така наречен голем бадентер за да се изгласаат. Моето прашање до вас е зошто прифативте да бидете дел од оваа игра која што оддалеку смрди на партиско договарање, а не на принцип на селекција базиран на квалитет и професионалност. Тоа тело по закон треба да биде независно. Апсолутно. И се согласувам и мислам дека најголема уврска одговорност е кога бидат избрани, кога би биле избрани, дека треба да го докаже тоа. Оно што можам да го кажам, како од позицијата од која што настапувам, не сум пратеник, е дека интенцијата на Социјалдемократскиот сојуз, како партија зборувам сега, со своји пратеници во парламентот, е дека апсолутно треба да бидеме доследни на ставот што го имавме во моментот кога се носеше овој закон за аудиовизуелни услуги, кој што се носеше измените во времето на Социјалдемократскиот сојуз, со кој што се утврди дека изборот на членовите на Агенцијата за аудиовизуелни услуги ќе се врши со двотретинско мнозинство, кој што во тој контекст и ова денеска подразбира дека опозицијата треба да биде дел од еден регулатор, од едно тело кое што треба професионално и независно да ја врши својата функција. Чекате, опозицијата да биде дел? Самиот услов да членовите на агенцијата се бираат со 2/3 во собранието. А подразбира евентуални гласови од опозицијата, ако ги нема власта сама. Подразбира дека најчесто двотретинското мнозинство во нашето собрание, најчесто освен во некои Ама зошто тоа да се разбира ако добиеме едно место, а така се случува практично, таму е сега јавна тајна. Па ние имаме практично еден кандидат на конкурсот, вториот ни се повлече. Така ама тоа не е партиско тело. Тие луѓе таму треба да бидат професионалци. И имаше професионалци на листата предложени. Зошто на крај тоа се сведе на дил меѓу ВМРО, ВЛЕН, ЗНАМИ, СДСМ, а не таа, да кажам, енергија, тој договор да биде базиран на тоа да ги изберете најдобрите. Јас не велам дали се тие партиски експоненти кандидатите или нашиот. Јас само зборувам дека 2/3 по кој што треба да се вклучи и опозицијата, подразбира дека некој од кандидатите, кои што идеално да се согласувам, треба да бидат професионалци во областа, треба да бидат на предлог на
на опозицијата, која и да е во моментот. Не ве Така премислува што- тоа што реагира делегацијата на ЕУ и амбасадата на Германија? А, Еве, ако не ја слушате ЗНМ, бидејќи Издруженијето на новинари реагира. реагира сите, реагираат веројатно на стручноста и компетентноста на кадрите по тоа што како ги оценуваат. Искрено да ви кажам, немам толку темелни детали за процесот внатре. Само ви кажав која беше логиката на раководството во контекст на поддршка на имињата. Да, ќе видиме како и ќе се стигне. Со вас имаат 2/3, но немаат голем бадентер, така што ќе треба и некој од да го европскиот обезбедат, од Европскиот фронт да гласа, ќе видиме дали ќе успеат да го обезбедат. Да. Тој еден или два гласа, не знам точно колку не достигаат. Ги спомнав постапката за разрешување на државниот обвинител, интерпелациите за членовите на судскиот совет. Според вас исполнети ли се законските услови за отворање процедура за смена на Љупчо Коцевски, државниот јавен обвинител? Тој беше избран пред една година од мнозинството на СДСМ и ДУИ. Видете вака, очигледно е дека ВМРО ДПМН прави сериозен упат во независната судска власт. Иако сакаат тоа да го подведат под превезот дека се прават реформи. Во делот на постапката за разрешување... Велат обвинителството не е доволно активно и не отвора истраги за случаите каде што има корупција. На јавниот обвинител, апсолутно и Социјалдемократскиот сојуз не е задоволен од работата на јавниот обвинител. Јавниот обвинител не постапи по ова што се случи со Артан Груби, јавниот обвинител не постапи по тоа што се случи со назначувањето на Бојан Христовски во Агенцијата за национална безбедност и проблемите со сертификатите и со дипломите. Јавното обвинителство не постапи по еден куп пречекарувања врзани со премините на границата и така натаму, каде што очекувавме дека ќе треба да има реакција. Има отворени предмети за тие случаи. Така што, ама не гледаме некакво не. ефикасно делување. Сакам да кажам, без разлика дали ние како Социјалдемократски сојуз сме задоволни или не од работата на конкретниот јавен обвинител, тоа што ВМРО ДПМН го прави е упат, а не е реформа. Граѓаните имаат недоверба кон целиот правосуден систем. ВМРО ДПМН со огромно мнозинство во парламентот има токму таква можност да се обиде да ги спроведе реформите кои што ќе ја вратат довербата во судството меѓу граѓаните, а не да прави вакви половични решенија кои што не покажуваат ништо друго освен нивна интенција дека на тие места треба да дојдат нивни партиски послушници. Кога сме кај постапката за разрешување на јавниот обвинител, таа е многу децидно и темелно опишана во законот за Советот за јавни обвинители, во кои што апсолутно се кажува дека на предлогот на владата согласност треба да даде самиот Совет за јавни обвинители. Да видиме дали прво во делот на постапката ќе биде испочитуван законот. Потоа вели разрешувањето на јавниот обвинител може да се случи доколку нели тој е член на политичка партија или има направено сериозна дисциплинска повреда. Да, која е таа тешка дисциплинска повреда? Така што, видете, во делот на судскиот совет исто. Вие влегувате во операција да правите интерпелација на членовите на судскиот совет кои што се избрани од собранието, во ситуација кога во самата реформска агенда, сега да не се навраќам, значи ние за реформите во правосудството имаме препораки од оценската мисија на Европската комисија. Имаме препораки кои што произлегуваат од скрининг извештајот за поглавјето 23. Имаме наша нова национална стратегија за реформи во судскиот сектор 24-28. Таму последно ова се е резултат на работењето на владата на Социјалдемократскиот сојуз, но последното реформската агенда поврзана со планот за раст, која што иако во 99% беше изготвена од владата на Социјалдемократскиот сојуз, премиерот Мицковски, владата на ВМРО ДПМН беше таа која што ја потпиша и за која што ние како држава треба да добиеме над 780 милиони евра. Секоја од реформите во таа реформска агенда има етикета, односно има прайс тек, што велем, има цена, колку чини. Една од реформите предвидена како чекор во реформската агенда е промена на носење на нов закон за судскиот совет. Тоа треба да се случи до јуни 25-та година. Прашањето е,
Во препораките на оценската мисија прецизно стои дека именувањето на членовите на судскиот совет треба да бидат согласно, нели, треба да се промени начинот на кој што минува и дека тоа треба да се направи со измена на законот. Сега, ако ние треба да го смениме законот, за да го реформираме начинот на кој што се именуваат членовите на судскиот совет, и ако тоа се одредниците од Европската Унија, зошто ние сега ќе ги именуваме овие членови или Собранието ќе носи интерпелација, а на нивна совест ќе биде дали ќе се повлечат од судскиот совет, пред да направиме измени на законот. Ајде да го промениме законот за судски совет согласно сите овие препораки, па потоа да влеземе во постапка на промена. Само така, само ако се работи конзистентно согласно тоа што вели законот и правните акти, ние може да велиме дека работиме за да ја вратиме довербата во правосудството. Треба комплементарно можеби да се гледа на сите овие чекори кои што тие ги превземаат. Еве во делот на прво, интерпелација на членовите не значи по автоматизам и нивно заминување. Апсолутно. Така. Апел до нивната совест. Дали... Ама упат е. Тоа е упат во правосудниот систем. Зошто вие сега има потреба како собрание во сред некаков, ако правите реформи, тоа не се процеси со кои што со адхок решенија правите дисторзија на процесот. Ако сте се нафатиле да правите реформи во правосудниот систем во конкретниот случај, тоа е нешто што има утврдени веќе чекори, план и стратегија согласно кој што треба да постапувате. Ако вие во таквата стратегија, која што не гледам дека ВМРО-ДПМН ниту ја констатира, ниту па некако ја третира, влегувате со адхок упади за измени, тоа нема како поинаку да го кажеме, освен како упад во независноста на судството и замена на сегашните членови таму со некои кои што ќе бидат партиски послушници на ВМРО-ДПМН. Тоа е недозволиво и недопустимо. И да се полемизира нова тема, се разбира, ќе ги видиме потезите на власта во следниот период. За крај, темата на блокираните евроинтеграции. Како СДСМ се уште стоите за договореното од јули 2022 година, или зошто така го поставам прашањето? Затоа што слушам изјави повторно од лидерот Филипче, да речам, во кој што вели дека ја поддржува власта во барањето дополнителни гаранции. Што е ставот на СДСМ сега во оваа ситуација? Тоа апсолутно не се коси едното со другото. Значи, Република Северна Македонија има преговарачката рамка, ова што спомнувате, од јули 2022 година, во која што беа утврдени правилата и чекорите согласно кои ние може да продолжиме чекор понатаму на втора меѓувладина конференција на која што ќе се отворат поглавјата. Сите услови, зборувам за трите патокази што требаше. Ако сме прецизни, втората меѓувладина не е за отворање поглавја, таа е за затворање на периодот на отворање на преговори. Знаете како го направија тоа со игра на зборови. На втората нема отворање поглавја. Добро, сега нема. Реални да бидеме. Не. На втората меѓувладина конференција ќе треба да се идентификуваат опенинг бенчмарците за 23 и 24. Ама мислам дека тоа од интерес на јавноста не е оваа стручна дебата. Мојата поента беше дека ние во таа преговарачка рамка имавме услови кои што оваа држава требаше да ги исполни. Таму беа трите патокази, оној за владење на правото, за реформа на јавната администрација, за функционирање на демократските институции, акцискиот план за малцинските права, тие сите се изготвени и поднесени, и имаше еден политички услов за внесување на бугарите во уставот, после кој што во самата преговарачка рамка стои, односно во заклучоците, дека по автоматизам веднаш без било какви други политички одлуки, Европската Унија ќе продолжи заедно со Република Северна Македонија понатаму во процесот во отварање на поглавјата и така натаму. Таа преговарачка рамка тогаш, очигледно за тоа што не беше искомуницирана добро со јавноста и со граѓанството, затоа што владата на Социјалдемократскиот сојуз не успеа да изгенерира максимум од тој наратив или што тоа значи и кое е поместувањето во однос на она што сме го имале претходно, ако сакате, и во релациите со Бугарија и така натаму, да не навлегувам. Дел од неуспехот на изборите беше практично тоа, така се проценките во Социјалдемократскиот сојуз. И сега ние велиме, апсолутно ќе поддржиме било која
подобрена позиција која што ВМРО ДПМН ќе обезбеди на планот на отварањето на преговорите. Не гледаме сигнали ниту од новата влада, политичка влада во Софија, која што нели со нетрпение очекувавме. Виели сме треба да дојде влада во Софија за да може да преговараме, да имаме со кого да преговараме. Еве имаме веќе повеќе од 1 месец, ако не се лажам, нова влада во Софија. Не гледаме некое поместување, напротив, и новата бугарска влада вели дека ова не е прашање билатерално. Прашањето на продолжување на преговорите со Европската Унија е прашање помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија. Зашто јас апсолутно стојам. И што сега? И сега треба да го прашаме премиерот Мицковски и ВМРО ДПМН кој е планот? Како, така ја почнавме оваа емисија, како во овој исклучително неизвесен, турбулентен период и за Европа, и за регионот, и за трансатлантските релации, како мисли, кој е планот, што мисли дека треба да правиме и да направиме за да Македонија обезбеди уште едно сидро. По главните градови да кажува дека ЕУ има двојни стандарди. И тој едноставно не се срами, како вели, да го кажува тоа и ќе продолжи да го прави тоа. Мислам дека во ваква ситуација, која што се повеќе се закомплицирува, да речем, глумењето жртва на картата на лажниот национализам, пошто тоа не е патриотизам по мои сваќања, не оди во прилог никому. Ние треба да седнеме, да се договориме, сакам да кажам, и интерпарламентарно, со консензус општествен, што правиме на планот на што е можно побрзо, поитно од блокирање на евроинтеграцијскиот процес. Ама нели е точно дека досега земјава навистина направи многу отстапки, дека беше излажана во неколку наврати? Дека ЕУ не испорача? Не испорача. Апсолутно, Европската Унија не испорача. Клучната грешка беше, јас ако се прашувам, во 2018-2019 година, да, веднаш по преспанскиот договор и приемот во НАТО, со упадот на тоа дека Европската Унија тогаш, нели, реши дека ќе прави нова методологија за пристапување по инсистирање на Франција и така натаму. Но тоа се случи, фактите се тие. Јас стално зборувам. Ние сакаме да бидеме реални за нашата моќ, позиција и влијание кога станува збор за големите сојузи, во случајов за Европската Унија, во ситуација кога ние сме држава кандидат, а не сме членка на Унијата. Сакаме ли ние да одиме во Европската Унија? Дали ние сакаме да одиме во Европската Унија или тоа го чувствуваме како товар дека Европската Унија нешто запнала, ние да одиме кај нив? Ја мислам дека е ова првото, се надевам дека е ова првото. Дека сме ние тие кои што велиме сакаме да одиме во Европската Унија. Да. Ако е така, нашата сила и нашата позиција е асиметрична. Комплетно е асиметрична. Ние сме надвор од Унијата, државите членки се внатре. За сите сега јас зборувам најреално, апсолутно ги разбирам и чувствата на граѓаните и разочараноста и како да речам, баш така разочараноста и емпатијата визави Европската Унија, но јас мислам дека ние друг излез немаме. Ако тоа навистина го сакаме, ако навистина во тоа веруваме, мислам дека можеме да смогнеме сили. Јас верувам во капацитетот на овие луѓе и оваа држава да тој процес не биде злоупотребен. Понекогаш функционираат само кога ќе бидат доведени во апсурд, да речеме, гледаме дека Црнагора и Албанија сега почнуваат да напредуваат. Црнагора е секако многу понапред од Албанија. За тие две држави се зборува како за држави кои што веројатно и најбрзо ќе ги завршат пристапните преговори за ЕУ. Па например, една од дилемите е што би значило утре членство на Албанија во Европската Унија пред нашава земја да стане членка во ЕУ. Еве, да речеме, како една од дилеми. Се легитимни прашања и дилеми, апсолутно. Ние мора час поскоро да одлучиме дали ќе се качиме на трасата заедно со Албанија, Црнагора, кои што по план и нивен и на Европската Унија треба да станат членки до 2030 година, а за тоа Европската Унија исто така треба да планира ресурси во воспоставување на институционална инфраструктура за да ги прими овие нови две членки. Ние мора многу брзо да се одлучиме дали ќе возиме таа траса или не, во спротивно ќе изгубиме нови 10 години. Фала многу што бевте дел од 360. Ви благодарам многу на поканата. До крај саботажа од мене пријатно.
Министерката за финансии може би треба да го преземе и местото на Клековски. Таа очигледно толку многу се грижи и за буџетот на фондот за здравство, па изгледа затоа упорно инсистира наместо да се жалат, граѓаните да се движат и почесто да пешачат, трагајќи по попуст. Вие не може да ги земате цените само во еден маркет и да велите порасна цените. Но при прошетките мора да се внимава од и цените се опасни, ама ништо не е пострашно од тоа што се навестува. Изгледа нешто драматично се случува со тие што 20 години пиеа крв, штом директорот на Центарот за управување со кризи упатува толку сериозно предупредување. На локалните избори постои опасност или можност дуи да се повампири во уште посилен политички фактор, а тоа во овој момент не е потребно. Потребно или не, за тоа одлучува некој друг, а не директорот, но зарем иднината не би била појасна и се би било друго, ако на видели не излезат некои стари и доброчувани тајни, некои документи за зачрнувањето на Македонија во Обединетите нации, кои би можеле да ја сменат историјата. На седница на ЦК дојде писмо тогаш од тогашниот генерален секретар на Обединетите нации. Јас бев личен сведок, јас го гледав писмото. Тоа писмо исчезна. Јас би сакал мира да го бараме тоа писмо. Киро Глигоров, јавно кажува, Киро Глигоров го сокри во фиока тоа писмо. Не е лошо писмото да се побара, може би е добро во потрагата да се вклучат повеќе фактори, да се свика државниот врв, да се издаде налог да се пребараат архивите, да се открие предавството, но и да се види дали откритието може евентуално да влијае врз времето кое што предстои, с новото нормално. Дали Националниот совет ќе се состави со оглед на тоа каква е глобалната политика во светот и што треба да се очекува? Мислите на Националниот совет за диаспората? За кај вас дали ќе имат? Да, така се вика, да, се дали ќе се состане, се извинувам. Дали ќе се состане, да. Така. Не, нема потреба да се состанува Советот за безбедност. Шефицата на државата е во право. Тоа советодавно тело безбели нема потреба да заседава, а потврда дека таква средба е апсолутно непотребна сугерираат и бројни познавачи и експерти, кои само им го подкреваат моралот на паднатите во очај евроатлантисти. И НАТО и ЕУ ќе продолжат понатаму да живеат, меѓутоа нема да бидат слуги на западниот комунизам, нема да бидат ударна тупаница на оската Клинтон, Обама, Бајден. И на крајот, што ме така, Силјановска може да продолжи таму каде што е застаната. Не треба домаќинот прво. Јас сум гостинка. Така логично е. Иако со огромно мнозинство избрана за домаќин, председателката не треба да се чувствува така само во мана. Со оглед на динамиката со која прима и испраќа регионални и светски лидери, истиот впечаток може да важи и за Вила Водна.